Да, Личковски повелете. Па јас, за разлика од некои од соговорниците, немам намера да ви бидам уредник во емисијата, така што на тој аспект нема да се задржувам. Ајде веднаш да искористам приликата, бидејќи ова е јавна можност да се кажат ставови. Еве, бидејќи гледам дека е сега тренди, јавно да го повикам и Груевски и Заев на дебата. Не бегам ниту од Ахмети и Тачи. И со тоа да ги завршиме сите овие, така да кажам, плачења кои што ги правиме во овој период, затоа што, искрено речено, тоа што 3 години, 5 години немаше дебати во Македонија, тоа нема да се реши со 5 месеци, 5 недели или 5 дена. За жал, овдека во нашата средина, во нашето општество, дебатата е одамна изгубена категорија и заради тоа и дојдовме до политичката криза во која се наоѓаме во моментот. А тоа е отсуство на приближување на огромните разлики меѓу концептите и заради тоа имаме и општествено раслојување, кое прво изроди неприродна, така да наречеме, економска класа над можностите на стопанството, ја уништи она што се нарекува, што го се нарекува работнички слој или значи работничка класа по старата номенклатура и дефинитивно го уништи средниот слој кој денеска освен во либералната партија практично и нема сојузник. Зошто тоа го велам? Затоа што овие се избори кога ќе треба да ги расчистиме заблудите и оние наметнати флеки према цели фели. Новинарите се купени, лекарите се корумпирани, адвокатите се нечесни, полицајците се корумпирани и тука нема крај. Не е точно. Не можеме да градиме на еден пример, на одреден примерок, не можеме да градиме стереотипи. Тоа е првата работа. Второ, дали очекувам фери демократски избори? Не. Не затоа што условите ниту атмосферата не овозможуваат такво нешто. Фактичкото законско фаворизирање на 4 партии извори на кризата е започнато од самиот пржински процес и токму заради тоа и кога се определувавме за типот на сопствениот настап, решивме да одиме самостојно, прво затоа што имаме цел, односно целна група која што се идентификува со нашите барања. Ниту одиме во пролетаријат, ниту одиме во екстремен конзервативизам, одиме во нормално пазарно стопанство, во нормално општество во кое човекот може да живее од својот профит. И она што е исто така многу битно, во овие избори, затоа и го утврдивме слоганот за средена држава и за консолидирана Македонија. Средувањето на државата е процес во кој ги средувате односите меѓу луѓето, во кој што ги средувате економските односи и општествените. Но консолидацијата на Македонија значи консолидација на незините институции. А ние на избори сега одиме од причина што нашите институции државни потфрлија окупирани од политичките партии и на тој начин дојдовме до тоа да институциите бидат злоупотребени од политичките партии. Само за да завршам, со тоа нашиот пристап е дека всушност ние немаме основа да коалицираме со ниту една од тие од пржинската четворка, заради тоа што гласот за нив значи глас за продолжување на кризата и причинителите на кризата. Етикет. Да ја одговорам во контрарепликата само, затоа што станува збор за истата тема. Па тој среден слој де факто би требал да биде во Македонија од прилика на 70%. Да не претераме така, бидејќи средниот слој е сега малку да помогнам, знам дека ова се прашања кои што бараат стручност. Средниот слој исто така, не за јавноста зборувам, но средниот слој исто така се стратифицира, нели во 3, тоа е по Макс Вебер. Во вториот дел може да би сте сакале да чуете радикално, јас зборев некој пролетерски во смисла на не на политичка партија, нормално, затоа што немаме намера дека се навредуваме, туку зборев на штом се согласувате, сега да отредеме на оно што е клучно прашање. Ако гледате така, ние немаме ни работничка класа. Едноставно, ние имаме административна класа. Главното вработување во државата е администрацијата. Не е тоа причина за типот на оданочување. Причината е во типот на владењето. Овде владењето се покаже дека всушност е само форма на политичка интрузија, на политичка окупација на институциите. Ако може да не се задржување само на едно прашање. И по таа основа, олигархијата е создадена за времето на транзицијата. Таа е создадена во време кога работничките права по закон биле високо гарантирани, но де факто биле уништени. Затоа сега треба либералната демократија. Не, тоа е социјалдемократијата. Да е еластичен пазарот на труд. Може така да се постулате, но значи да довршам, да не се прекинувам. Секако, па јас веќе ви оставам време, ако сакате, ако сметате дека е долго, да ќе ве молам, ако може малку поконцизно, бидејќи побара право на реплика и господин. Најконцизно спомнато беше луѓето да живееле од својот профит.
Најмногу трудот се продава на пазарот на труд. Не можеме да имаме 70% собственици, значи. Точно, но работникот е собственик на својот труд, а тоа се валоризира преку плата. Да. Повелете, Со господин рамен Касов. данок, значи висока плата. Брат. За да се постигнат овие цели. контрареплика, бидејќи бе спомната прозвана ако сакате. Повелете на кратко. Значи, кратко секако, бидејќи суштината на контрарепликата да се одговори во кратко време на тоа што би било реплицирано. Драго ми е што ја идентификувавте правилно нашата позиција на Либералната партија. Веројатно и за себе како коалиција посекува таа позиција и мислам дека, впрочем, тоа е онаа бројка на слободни, така да ги наречеме, пратенички места кои остануваат во етерот. И тоа е тоа што ја плаши Пржинската четворка и се обидува да го задржи монополот. Тука се согласуваме. Единствено не се согласуваме во тоа што ни недостасуваше, да речеме, одговорот, бидејќи ние повикавме да не се коалицира со ВМРО ДПМН и со ДУИ после изборите, затоа што одговорот и од вас и од други, заради тоа што со таа иницијатива целта е да се спречи на тамошната окупација или на тамошното конзервирање на овие две партии преку администрацијата, која тие е наполнија со собствени, за злоупотреба на институциите, со собствени кадри. Едноставно, консолидацијата на државата бара консолидација на институциите, а таа не може да се постигне со партиски вработувања или советувања, како што беше кажано, дека сите ќе останат на работа. Нас ни е јасно дека администрацијата мора да се намали по својата бројка и за да може со собствената структура да даде вистински резултат. И верувам дека тука горе-долу имаме соглас. Повелете, господине Величковски. Па прво, само во делот на претходно кажаното, уште едно дополнување, не е битно само луѓето и како ќе гласат, туку и кој ќе ви ги брои гласовите. Ние имавме ситуации во кои мислам дека беше во општина Бутел за локалните избори, по сајт на ДИК, значи ги чуваме тие информации, во 21 часот имаме, не знам, околу 260-70 гласови, во 10 саат имаме 460-500 веќе гласови и во 11 саат пак имаме 260 гласови. И тоа ви кажува дека ви ги пребројали и тоа многу убаво гласовите. Ајде сега додеме на оно што ќе биде конкретен. Да, што на клучно, што практично ќе ги извлече, еве, понудата, она категорија на граѓани за на која што практично таргетирате сите. Понудата сите ќе ја дадеме. Прво и основно да си признаеме на луѓето им е згадено веќе од политика. Згадено им е затоа што политиката им влегува секој ден преку телевизорот, а чекаат уште некој од политичарите да им излезе од фрижидер кој ќе го отворат, бидејќи во принцип фрижидерите во Македонија се попразни во семејствата. Вториот дел е она што значи идентификување на клучни прашања. За нас клучните прашања се идентификувани во три области. Прво е економијата, второ е организираната држава и трето е образованието и младите. Еве, ако зборуваме за програма, онака накусо, значи кај нас социјалната и здравствената политика се ставени во првиот приоритет, односно во економијата, бидејќи ниту имате одржливо здравство, ниту имате одржлива социјална политика, ако немате здрава економија. Сега здравата економија мора да ја поставите на одредени основи, од таа мора да биде гарантирана од стабилна држава. Веќе наредниот круг на прашања... Не навлегувам во економијата, значи само да знаете, затоа што без тоа, ниту образование, ниту младици има, ниту сегашност, ниту иднини. Пред да преминеме на на економските теми, да, преминавме очигледно на економија. Имате ли нешто на Ајде вака. Дополните, што е оно што вам, како Либерална партија, ви представува приоритет во програмата на политички план напред? Так, значи ние ги имаме изложено сите визии за тоа како треба да се движи нашиот политички систем во смисла на вистинска парламентарна демократија. Значи сите идат на, не знам, намалување на бројот на пратениците, нема потреба, бидејќи во нормална парламентарна демократија министрите се бират од редот на пратениците. Така што тоа прашање е елиминирано, значи во нормална парламентарна демократија нашите министри би произлегувале од тука. Тука натаму не сакам додам во објаснување на принципи, само ќе кажам оно што ќе го браниме по секоја цена, а тоа е секуларноста на државата, гарантирањето на правата на жената и на маргинализираните групи. И во таа смисла од тоа нема бегање, ниту смееме да одиме под поставениот минимум, ниту смееме да се враќаме назад во историски понеповолни состојби за овие општествени категории од минатото. Денеска си имаме назадувано. Во вториот дел, да објаснам уште еднаш, консолидацијата на институциите значи всушност враќање на нивното функционирање согласно законот, за да владее правото. Владењето на правото без парламентарна контрола е невозможно. Тука е стравот на Пржинската четворка од нас и на крајот на краиштата тука е и стравот од она што страв во смисла на нелагодност,
во смисла на оно што значи наметнување на нормални критериуми на функционирање. Бидејќи, да се подсетиме, гарантирањето на правата на граѓаните е основната задача на државата и на институциите, бидејќи кај нас правото не владее, сушност сега граѓаните ќе бараат една форма на заштита во рамките на политичките партии. Но граѓаните не би ги подценувал да кажам дека тие сега можат за ефтини пари да бидат купени. Напротив, мислам дека граѓаните знаат да намирисаат, да не видат, веројатно и оние кои што не го смениле каналот до сега, бидејќи сигурно им кажувам смачено од сите оние политички дебати и од сите оние големи теории на, јас би рекол, мали политичари, ние немаме потреба сега тука да ги убедуваме луѓето. Луѓето се знаат, слушнаа, видоа, во 25 години имаат поминато многу. Затоа зборувам промена на поредокот. Каков е начинот? Изjednačување на пристапот до можностите за граѓаните. А натаму, врз основа на понуденото, од сите нас, тие ќе одлучат. На економски план во програмата на Либералната партија? Неколку се. Значи, тука е сет на паралелни мерки и тоа економијата мора да се разбира исто така длабински. Јас овде слушнав милион мерки кои што кажуваат или цитираат со бројки и проценки. И сите тие мерки и проценки се засновани на тоа што ќе се даде од буџетот. Ние за промена направивме инверзна една политика и сметаме дека тука да ние треба да се занимаваме со тоа како прво и основно да го намалиме државниот буџет за да останат повеќе пари кај граѓаните и нашата гаранција е дека после една влада во која ќе учествува Либералната партија во денешни околности и во денешни услови наместо буџет од 3 милиарди и 400 ние ќе имаме буџет од 2 милиарди и 900 милиони евра. Зошто тоа го велиме? Затоа што многу од дејностите кои во моментот ги врши државата, по принцип дали на јавно-приватно партнерство, дали по принцип на администрација на отворени извори, значи посебен концепт кој што е изложен, таму имаме начин како јавните дејности да ги пренесеме на приватни ентитети, односно тие јавни овластувања да ги извршуваат приватни ентитети. Што тоа ќе значи? Тоа не е приватизација на администрацијата, туку напротив, тие луѓе стануваат дел од услужниот процес, така да кажеме, бидејќи тие се сервис повторно на бизнисот. Втората работа е, кај нас предприемачот е поставен на пиедестал и така го дефинираме, бидејќи ви мора да гарантирате дека ќе постојат фер услови за пристап до пазарот, прво, гаранција на профитот и на пресметливоста на законодавството. Нашата мерка е дека законски измени за економски закони не сме да се прават во рок пократок од 3 месеци и да има период на адаптација, за да го стабилизираме бизнисот и да имаат нормални услови за функционирање. Трето, алоцирањето на јавните средства е многу битно. Значи, ние не исклучуваме дека ќе постојат субвенции, но принципот на субвенционирање мораме да го смениме, се обидувам колку што може пократко, принципот на субвенционирање мораме да го смениме и да речеме во земјоделството не одиме по засејана површина, туку одиме по произведена количина, плюс премија. Едноставно сакаме да ги елиминираме оние така наречени партиски апаратчици кои си зимаат нивче, ќе си засадат таму, не ги интересира што е произведено. Значи да ви дадам една илустрација. Ние имаме околу 300 милиони евра дефицит во увоз на храна. Со уште 100 милиони субвенции што се давани, до сега дефицитот е 400 милиони. Верувам дека граѓаните ќе имаат можност да направат увид во програмата, посебно во економскиот сегмент, кој значи само да ви кажам дека доколку тие пари од елиминација на тој дефицит се на располагање, таа би коштала 500. На избори и првпат во емисија тоа би значило 500 евра за 42.000 семејства. Па сега вие преспетете колку значи буџетот да биде правилно. Да. Повелете, господине Величковски. Па, зашто треба да ја изберат Либералната партија? Да, зашто токму за вас треба да изберат? Многу едноставно. Покрај јасниот концепт, се нема да замарам со програмски определови, ќе ве потсетам на два дела. Прво, никогаш не сме бегале од своите добри решенија, ниту од своите грешки. Одговараме и за едното и за другото. Кога ќе се спореди оно што сме го направиле и оно што требало да биде направено, веројатно ќе се најде една од причините. Второ е затоа што никога на тоа не присилуваме, ниту сме присилувале. И трето, заради тоа што Либералната партија го продолжува курсот на реформските сили од 90-тите години и затоа што во оној момент кога ВМРО, ДПМН и СДСМ заедно гласаа за концептот за приватизација, тој концепт беше уништен. Ќе ве потсетам, транзицијата започна тогаш, а она што бе либерални мерки, реформистички мерки во раните 90-ти и крајот на 80-тите, значи е основа на влезот на вистинското пазарно стопанство. Секако, нашата улога тука ќе биде продлабочена во 21. век, во втората деценија веќе. Ние мораме да ги овозможиме европските законодавства да влезат во Македонија и да го гарантираат и бизнисот, и сигурноста, личност на поединецот, и сигурноста на профитот. Без пари нема музика. Во Европска.
Има и не се секирете. Главното прашање не како ќе го трошите буџетот, главното прашање е како да го наполните буџетот. Комунизмот